Продолжуваме ние со утринската програма, уште следниве 30 на минути. Граѓанската организација Конект со солидарна линија за донаторски фонд за поддршка на семејствата на загинатите и засегнатите од пожарот во дискотеката во Кочани. Речиси 160.000 денари од потребните 300.000 досега се собрани, што уште еднаш покажува дека на тема хуманост не каскаме. Што можеме да сториме во моментов, дознаваме од нашиот соговорник. Велам добро утро за Виктор Мирчевски, програмски директор на Конект. Виктор, добре ни дојдовте. Добро утро. Него работите ова сами со бројни граѓански организации, солидарно за поддршка на оние на кои што им е најпотребна во моментов. Да, Конект организација што 17 години работи на аспекти на стратешка филантропија, тоа значи дека во овој момент ние ќе се концентрираме на она што ќе биде после хуманитарната помош, она што велите, во моментов сите се солидаризираат, на терена веќе Црвениот крст има многу хуманитарна помош, тоа значи дека се средства кои што ќе го заштитат животот на нашите сограѓани, кои што во моментот се по болниците во земјата и светот, но после некое време ќе има прашање што понатаму. Во претходниот разговор разговаравте кои се фазите низ кои што ќе поминат нашите сограѓани низ оваа колективна траума што и сите не засега, а тука главен партнер се здруженијата на граѓани кои што имаат стручноста и знаат како во овие моменти да бидат прв одговор на криза. На ОПОП-МК, која што е платформа за донирање, граѓаните, бизнисите и сите ги повекуваме да поддржат вакви иницијативи. Виктор, средствата ќе бидат наменети за различни цели. Како ја имате дефинирано, ајде, ако можам да ја наречам, таа агенда за распределба на средствата? Така, во моментот правиме и на терен проценки на потребите, кои што се многу важни, за кои што тек допрва ќе дознаваме што е потребно, но има различни целни групи кои што се и такако засегнати. Моментално докторките и докторите се наши хероини, меѓутоа тоа ќе бидат и наставниците и кадарот што е низ градовите што се засегнати, бидејќи тие ќе работат со училишните класови каде што фалат дечиња, каде што ќе се работи на таа колективна травма, а во исто време ќе треба да го вратат наставниот процес на колосек. Дополнително целата младешка заедница која што во моментов има потреба да искаже и беси различни емоции за кои што разговаравте, ќе има потреба од таков отворен простор. Ние сакаме и организациите да остават простор на младите да си кажат на кој начин сакаат тоа да го изразат. Секако ќе треба да зачуваме и спомен за овие луѓе. Слушавме многу херојски приказни, можеби и тоа е еден од механизмите на поддршка. Во Конект работиме на поврзување со случајот во Романија, затоа што таму ќе мора да ги чуеме искуствата на луѓето што го доживеале истото во слични околности и начините на кои што го надминале сето ова, а секако и повик за превенција да не се случи повторно и на кој начин можеме да превенираме следен ваков случај. 300.000 денари се минимум за да се одговори на некои првични потреби, што доколку не се собере овој износ? Така. На УПОП-МК всушност за секоја кампања која што проверена имате и одговор на ова прашање и тоа е многу значајно. Во суштина јас смитам дека ќе исполниме целта и таа е доволна за некои првични потреби, меѓутоа и со она што во моментов го имаме, веќе може да се направи нешто, да се дадат насоки на наставниците за работа, да се овозможи да се поддржат иницијативите за некаков меморијален парк што веќе постои во заедницата или да се донесе експертизата од Романија. Ќе се одлучува врз база на тоа колку средства ќе се соберат и на кој начин тие ќе можат да имаат највисоко влијание. Тоа се критериумите врз кои што ние ја дисперзираме поддршката. Можност за донации имаат и обштествено одговорните компании. Колку досега тие донира, колку се вклучија во целата оваа акција? Се одзиваат компаниите и многу е добро што веќе се дел од заедницата и како што видовте тие беа и првите кои што од израз на сочувство веќе преоѓаат во фаза на директна поддршка. Освен донацијата, компаниите можат на многу начини да поддржат. Едно е како и вие да овозможат овие пораки за донирање да стигнат до повеќе луѓе. Потем, помеѓу своите вработени, да го поттикнуваат донирањето и тие донации да ги удвојат. Друга можност е
преку производите процент да оди за донирање и тоа да го правиме долгорочно, затоа што во наредните 6-12 месеци ќе се занимаваме со зацелување на траумата, но потоа ќе излегуваат потреби што и како значат, така што компаниите можат исто така да поддржат и специјални проекти, интервенции на граѓански стручни организации кои што на терен ќе работат со засегнатите. Оно што е многу важно е транспарентноста во собирањето на донациите. Затоа многу се дискутираше и на социјалните мрежи, се отвара различни прашања, бидејќи се чини дека од сите страни некако се отворија сметки за донирање покрај на официјалната која што за старт ја видовме од Црвениот крст, па се отвори прашањето колку навистина тие средства ќе стигнат до крајната цел. На ОППМК вчера појдов на сајтот да отворам и забележував како се менуваат бројките во однос на донациите. Транспарентно е секој денар како пристигнува на сметката. Како и кога ќе се распределуваат и тоа ќе биде, се надевам, транспарентно. Точно, транспарентноста е многу значена, на ОППМК, иако има едноставно име, во позадина е многу софистициран систем на проверка и безбедност на донациите. Од еден аспект е проверката на самите приматели. Тие се здруженија на граѓани кои што поминале низ постапка на проверка на законитост и на претходни иницијативи што имале влијание во заедницата, ги бираме под одредени критериуми. Дополнително е нели таа транспарентност на влезот на донирањето што кажувате. Ние имаме повеќе слоеви на проверка на тие трансакции. Во моментот вие може да видите што се раскнижува, затоа што тие поминуваат низ банкарски системи, а и во скрстена проверка во Конект. Потем ќе биде транспарентност на ниво на што се направило. Ќе можат да се најдат јавни извештаи, тоа ќе инсистираме да се најде и на веб страните на организациите за граѓаните, точно да знаат каде отишла нивната донација. Ние со донаторите имаме и двонасочна комуникација и ги известуваме за постигнувањата и во текот на донирањето и на оваа фаза каде што веќе ние работиме на распределба на тоа што е собрано. Ќе следиме и се надеваме дека ќе се собере потребната сума и се во ова што го споминавте пред малку ќе успееме да го реализираме. Се надевам јас и слободни ги повикувам сите граѓани и бизниси да се консултираат со нас било што сакаат околу стратешкото донирање. Донирањето е многу важно и да не се обесхрабруваат да го прават поради недоверба. Токму така, благодарам за гостувањето. Црвениот крст секако со поддршка на граѓаните од пред 10 дена во различни сегменти, меѓу другото отворена е сметката на која што може да се донираат средства. Ја имаме изјавата од сајт Саити од Црвениот крст, доколку ни е подготвена, можеме да ја погледнеме, а доколку ја имаме одлична режија, тој меѓу другото изјави дека за да се префрлат средствата потребно е и трансакцијска сметка и матичен број со писмена изјава на сопственикот за понатамошно користење. Ќе биде секако се транспарентно.